според официјалните податоци од Пакомак, кој е колективен постапувач за постапување на отпад од пакување, во 2017 година количините на собран отпад во Република Македонија се 1565 тони, од кои 936 тони собрало јавното комунално претпријатие или градот Прилеп, или 60% од вкупно собраниот селектиран отпад од пакување во Македонија, кои го собрале 15 најголеми јавни комунални претпријатија во Република Македонија. Да направиме само една споредба со, например, јавното комунално претпријатие од Битола, соседен наш град, кој во 2017 година собрал 165 тони отпад или 6 пати помалку од Прилеп. Или уште подрастичен пример, комунална хигиена од Скопје. Знаете, Скопје е поголем град, се прави многу поголем отпад од пакување, собрала само 92 тони или 10 пати помалку од Прилеп. Јавното комунално претпријатие Комуналец од Прилеп продолжува интензивно со селекцијата на отпадот од пакување, така да според најновите показатели од првиот квартал во 2018 година, што ги добивме од нашите служби, направена е споредбена анализа со 2017 година. Во 2017 година во првите 3 месеци, јануар, февруар и март, собрани се 178 тони од отпад од пакување. Додека истиот овој квартал во 2017 година зголемено е собирањето, односно селекцијата на овој отпад за 5% или вкупно се собрани 187 тони отпад од пакување. Значи со тоа докажуваме дека ЈКП Комуналец го зголемува интензитетот на собирањето и селекцијата на отпадот од пакување и грижата за нашата животна средина. Значи како наша интенција и наша цел е зголемување на селекцијата на отпадот, така да од првиот квартал од 2018 година во селекцијата, во примарната селекција на отпад од пакување ги вклучивме и руралните населени места од општина Прилеп. Така да во првото тромесечие се распределени 1073 канти за куќна селекција со вкупно 582 нови корисници во населените места од градот, односно тоа се селата Ерековци, Беровци, Алинци, Кадино село, Галичани, Тополчани, Веселчани, Загорани, Ново Лагово, Старо Лагово и Селце. Каде што за нас изненадувачки е, бидејќи 96% од населението во овие села ја прифатија примарната селекција на отпадот, која, како што знаете, е на доброволна база. Во градот, значи, ни се распределени 16.703 канти за куќна селекција, со вкупно 8.918 корисници, кои го селектираат отпадот, или градот ни опфатен со 68% покриеност со куќната селекција. Додека 100% покриеност имаме во контејнерската селекција на отпадот, каде што се поставени контејнери во стамбените блокови, во зградите, во јавно-прометните површини и така натаму. Значи, вкупно имаме поставено во градот контејнери за мешан отпад од 1,1 метар кубен, 472 парчина. Контејнери за 5 амбалажа, хартија и најлон, од 1 метар кубен 415. Контејнери за стаклена амбалажа имавме 15, а сега Пакомак ни пушти уште 30 нови контејнери за стаклена амбалажа. Контејнери по фирмите и болниците и болницата имаме од 7 метри кубни 28 парчина. Контејнери за градежен шут од 5 метри кубни 18 парчина. Корпи во јавните површини, за јавните површини од 3 до 7 литри имаме 1500 парчина и канти за примарна селекција, како што ви кажав, досега се набавени 18.261 парче. Јавното комунално претпријатие Комуналец, Прилеп, како најдобро комунално претпријатие што селектира отпад, од Пакомак, значи како што ви известив, доби уште 30 нови контејнери за селекција на стаклена амбалажа. Истите тие контејнери ќе бидат поставени иднава недела, значи ќе ги поставиме на сите јавни површини и со тоа ги замолуваме сите граѓани, сите фирми, сите угостителски објекти да го одлагаат стаклениот отпад во тие контејнери што се наменети за тоа. Бидејќи сите знаеме, стаклото ако не го одлагаме, ако го изфрламе на површините или на депонијата, стаклото нема период на разлагање, значи тоа не се разлага. Со тоа си заштитуваме животната средина. Исто така, Комуналец од Пакомак доби картонски корпи за селекција на хартија и отпад од пакување.
ги повикуваме сите заинтересирани фирми, институции, јавни установи, кои сакаат да ја селектираат хартијата што ја употребуваат во нивните институции, да се обратат до нашите канцеларии во ЕКП Комуналец или на нашиот телефон 048 428 992. Значи, тие картонски корпи за селекција се идеални за сместување во просториите на јавните предпријатија, по ходниците, и истите се бесплатни. Ги повикуваме и се намените за канцелариска селекција на отпадот, така да ги повикуваме сите фирми, сите институции да се вклучат во примарната селекција на отпад и во заштитата на нашата животна средина.